Добро утро, Јована. Се јавуваме од службата за итна медицинска помош од Скопје. Оваа служба, особено за новогодишните и за божикните празници, има најголем број на интервенција. За тоа какви интервенции имало за новогодишната ноќ, но и во текот на вчерашниот ден, но и како граѓаните да се заштитат во време кога имаме студени денови, минусни температури, но и вируси и грипови. Утрово разговараме со доктор Анита Димовска, раководителка на итната медицинска помош од Скопје. Доктор Анита, добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро и најнапред нека ни е среќна новата 2026 година. Добро утро до вас и до гледачите. Како најпрво и јас исто така би ви ја честитала новата година и на вас и на сите ваши гледачи, да ви посакам многу здравје пред се, среќа, успех и исполнување на сите нереализирани желби. Така, доктор, ке кажете ми за почеток какви интервенции имавте во текот на новогодишната ноќ, но и во текот на вчерашниот ден кога беше неработен и граѓаните го славеа првиот ден од новата година? Така, во текот на новогодишната ноќ бевме соочени со 48 интервенции, од кои што 18 беа од итен карактер. За разлика од минатата година споредбено, имавме поголем обем на работа. Меѓутоа, тука ќе вклучам и статистиката на смената која што беше преку ден на 31 декември, со оглед на тоа што веќе се во тренд денските прославувања на пред доаѓањето на новата година, така да имавме доста работа и во тек на денската смена, односно исто така 47 интервенции, од кои еден дел беа со алкохолизирани лица. За жал, значи и во денската и во вечерната новогодишна смена. Она што ќе кажам, што остави впечаток на оваа смена, новогодишната, е тоа што имавме вкупно 11 алкохолизирани лица, од кои 3 малолетни лица. Од тие 11, 8 беа однесени на клиниката за токсикологија, а 3 беа збринети на самото место. Значи, оддава впечаток дека најголем дел беа млади луѓе, значи до 45 години. Значи, се оддава впечаток дека сепак младите некогаш не ги слушаат препораките и доаѓа до несакани последици. Така да, наместо да ја пречекаат убаво и весело новогодишната ноќ, ја пречекаа во некој од болничките установи, за жал. Освен повици за алкохолизирана состојба, имавте ли повици за прејадување, за смрзнување со оглед на тоа што дека за време на новогодишната ноќ, па и вчера и денеска имаме сосема ниски температури, а исто така имавте ли повици за сообраќајни незгоди? Така, она што остави белек е малиот број на сообраќајни незгоди, значи вкупно 2 во тек на 24 часа, кои што се двајца повредени, однесени на ургентниот хируршки центар и двата случаи се во приградските скопски населби, што значи дека сепак граѓаните во скопското подрачје, каде што се поставени камерите на безбеден град, ги почитуваат правилата и доаѓа до безбедно поминување и сообраќај низ улиците. Така, проектот ги носи веќе резултатите, имаме намалување на сообраќајните незгоди. Во зимски услови, на што треба најмногу да внимаваат граѓаните, особено повозрасните лица, но и децата? Така, надворе минусни температури, навистина е многу студено овие денови. Значи, кога се излегува од дома, пред се треба да се носи топла, слоевита облека, за да не дојде до премрзнување. Возрастните и децата се посебно чувствителни на овие ниски температури. Значи, тоа е една ранлива група на категорија која што секогаш треба да се внимава како се излегува од дома. Пред се затоплување и на домовите, за да се чувствува пријатна атмосфера и во домот. Секако дека овие ниски температури доведуваат и до последици, може да доведат, поготово на јавно место на отворено, до премрзнување и до несакани последици. Во овој случај, значи, мора да се внимава на тоа и апелирам колку што може да се, еве овој период е период на празници, децата веќе не се во училиште, за жал се уште немаме снег за детските игри, меѓутоа колку што може и кога се излегува да тоа биде со топла облека. Докторке,
помина новата година, меѓутоа следно ни доаѓаат Бадник и Божик, на што најмногу да внимаваат граѓаните кога станува збор за исхраната, да не дојде до прејадување. Каква храна треба да се консумира во овие денови кога најчесто граѓаните се во своите домови, а сепак зима нема толку движење, повеќето се во своите домови? Така, за среќа, оваа ноќ немавме интервенции од прејадување. Може би имало на клиниките, меѓутоа од нас не се побара таква интервенција. Меѓутоа, со оглед на тоа, како што кажавте, идат престојните празници, завршува и постот за многу од православните христијани кои што се придржуваа кон божикните пости, така да еден апел да не се преминува многу на нагло мрсната храна, значи колку може да се тоа помали оброци, постепени, почести оброци, за да не би дошло до прејадување и до несакани последици од сето тоа. Така. Во екот на сезоната на вируси и настинки, кога е неопходно да се побара помош од итната медицинска помош? Така, ова е периодов е добра подлога за оние вируси, најчесто респираторни, од респираторен карактер. Тука пред се ќе го напомена подемот на грипот, односно вирусот на инфлуенца, каде што доаѓа до покачување на телесната температура, една малаксаност, може како последица, значи на горно-респираторните патишта доаѓа до симптоми со секреција од нос, кашлица и така натаму, меѓутоа она што создава проблем е компликацијата од грипот, односно суперинфекција со бактериски причинител. Значи, кога таа фибрилна состојба и омалаксаност ќе се пролонгира повеќе денови и е пропратена со кашлица, отежнато дишење, сепак дека пред се треба да се побари матичниот лекар, меѓутоа за да даде дополнителна терапија, меѓутоа ако овие симптоми се од витално значење, значи поотежнато дишење, на потешка здравствена состојба, со поизразени тешки симптоми, секако дека сме тука да помогнеме. Доктор Анита, во изминатиот период, изминативе денови, имавте ли интервенции во однос на студ, хипотермија или пак неправилно загревање на домовите? Овој период немавме таква интервенција, освен што имавме едно починато лице на отворено, што сепак не можам да кажам дека е студ, бидејќи не ја знаеме ние причината како таква. Нема зачестена појава и се надевам дека и во периодов што следи со ниски температури нема да имаме такви случаи. И за крај на нашиот разговор, која е вашата порака до граѓаните како да го заштитат своето здравје за да не дојде до потреба да бараат медицинска помош? Значи да не се дојде до болест, многу е важна превентивата. Пред се здрава исхрана, збогатена со овошје и зеленчук и многу течности, за хроничните болни пиење на редовната терапија. Во случај да нешто се влоши, тука сме и за совет кога не се матичните лекари достапни во моментот, така да хранете се здраво, имајте добар сон, бидете спокојни и на тој начин ќе го зачувате вашето здравје, со тоа што тука не се исклучени и физичките активности кои не се до толкова мера застапени во овој период, меѓутоа сепак, поготово за младите, за да се заштити здравјето, треба да постои таква активност. Доктор Анита, ви благодарам што бевте дел утрово од нашата емисија Македонија наутро и ви посакувам да имате помалку работа и да се гледаме само зубави работи. Ви благодарам и вас за поканата да учествувам во утринската програма на Македонската телевизија и се надевам на понатамошна соработка. Остануваме, се разбира, и да соработуваме. Утрово разговаравме со доктор Анита Димовска, раководителка на итната медицинска помош во Скопје. Разговаравме за тоа какви интервенции имале за време на новогодишната ноќ, но и на првиот ден од 2026 година, но и чувме и совети за тоа како граѓаните да го заштитат своето здравје за да немаат потреба од итна медицинска помош. Јована?